точно во 5 часот. Ке се трудиме и во иднина вебинарите да не ги одложуваме. И во чест на тоа што денеска како во секунда започнавме со преносот, задолжително ставете лайк, направете репост. Денеска имаме вести за проектот на движабли нова генерација на компанијата Nova или како Aronova. И ако ви е интересно, гледајте сами, поканете пријатели, оние кои се заинтересирани за проектот, оние кои сакаат да знаат малку повеќе за нас, а ние денеска ќе зборуваме токму за резултатите. Покрај тоа, ние задолжително ќе одговориме на сите ваши прашања. Пишувајте ги прашањата веднаш, за да можеме на вашите прашања да одговориме први и да не ги пропуштиме. Па што, да почнеме. Федор, раскажи, те молам, што интересно се случило во компанијата во последната недела или воопшто во последно време и можеби што не очекува во блиска иднина. Сите ве поздравувам, ти токму кажа дека всушност е многу тешко да се запомни што се случило, затоа што има неверојатно многу работа и сите знаат, а оние кои не знаат, сега ќе дознаат дека на 16 ноември имаме конференција. Се прават подготовки за голема конференција. Многу работи се прават и малку оперативката е запоставена. И еве, како што кажа Паш, Аеронови, од каде ти тоа воопшто? Подслушав во канцеларијата. Подслушав во канцеларијата, да. Воопшто започна работата на брендирањето на компанијата која се занимава со дирижабли. Ние ја нарекувавме Новенова, но момците направија анализа. Се покажа дека има многу компании со името Нова и Нове и Нова Lasers, но зборот веќе се прифати кај нас внатре и кај вас и насекаде, дури и нашиот апарат веќе се вика Нова 2. Воопшто беше одлучено да се направи Ароново и изгледа убаво и звучи добро Арофлот, Аронова и на руски и на англиски и воопшто сите се согласуваат и Аронови како бренд почнува да се појавуваат бои и така натаму. Но тоа не се важни вести, туку за подготовка на конференцијата сепак требаше да се одреди и името, се разбира и бојата и друго, така што покрај изградбата на дирижабли, навистина мора да се избираат и бои, среќа што сето тоа го согласуваат децата. И така натаму. И така натаму, 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 и така натаму. Завршува токму сега процедурата за изменување, која е дел од поширок процес на реорганизација, па кај нас се врши темелна реорганизација на правното лице, кој ќе се вика ООО Аронова. Оваа нова структура ќе вклучува неколку значајни промени, меѓу кои и додадување на нови партнери како што се Акведи. Дополнително, таму ќе биде воведен Solar Group во учредителството, што представува значаен чекор напред. Оваа операција веќе завршува и од големо значење за идниот развој. Вчера беше токму 5-тиот ден од процесот, а денеска некаде во регистрите требаше да се појават измените. Иако адвокатите не испратија новости, ова е еден од клучните чекори кон измената на проектот од статусот пред старт до статусот старт, кога веќе нешто е подготвено и се очекува да започне со реализација. Оваа трансформација е од суштинско значење за нашата иднина и ќе овозможи нови можности за развој и раст. Правно, оваа работа се приближува кон крај, но етапата токму на формирање на проектот. Испаѓа дека не само Акведи, воопшто правната работа, да, таа вклучува многу работи, например, едно од нив е токму овие правилни Акведи за добивање на лиценца и за формирање на програмата за развој на дирижаблната транспортна система, затоа што финансирањето ќе се врши преку фондови и сега заедно со фондот се формира програмата за развој и оваа програма за развој најверојатно ќе ја објавиме и така натаму. И други слични активности, што е многу важно, и слично, и други важни аспекти, и други. Релевантни информации, и други значајни елементи, и други клучни фактори. Да, тоа е исто така дел од оваа правна работа која се приближува кон крај и веќе може нешто да се зборува за неа, например, и така натаму, и слично, и така натаму. Некој вака. К другим новости. Па, нови вработени се појавуваат и во канцеларијата. Еве, конечно, добивме оператор во составот, кој сега ни помага да го водиме овој вебинар. Еве, така што се надеваме дека квалитетот на видеото ќе се зголемува. Сушност, клучна личност, чија задача е да помага и да осветлува што се случува тука. Да, и му благодарам.
Наскоро сепак ќе започнат, уверен сум, серии видеа за тоа, реално, што се случува во канцеларијата. Не вакви директни вклучувања, како што сега водиме, не тие ретки видеа што јас самиот ги снимав, понекогаш со телефонот, туку малку поинаков лав контент на постојана основа. Но како што можевте да забележите, кадарот се смени, стана малку поубаво на истото место, да, луѓето веќе 28 лица имаме во заедничката табела кои работат на проектот, 17 од нив се токму инженери, конструктивци, технолози и тоа не ес, таму ќе се додадат уште неколку во блиска иднина. Тоа се тие момци кои се занимаваат со производството на токму меки обвивки, раскројување, заварување, па дури и тестирање, јасно е и така натаму. Тие веќе, како што беа, така се. Само што сега не ги повикуваа, бидејќи немаше што да се крај, обвивките ги немаше и не беше потребно. Но еве, време е до нова година да се започне процесот, но размислувањето веќе сега е започнато, се разбира. Но за да се започне со крајње на обвивката на пролет, која летото треба да се заварува, условно, и на есен да се пушти, воопшто, време е да се започне процесот токму од ова формирање на производството веќе сега. Еве, ќе се додадат уште неколку од нив, електрончето инаку, неодамна дојде исто така. Раскажи подробно 28 луѓе. Кои се тие инженери технолози? Кои оддели и специјалисти се во моментов? Тоа се луѓе кои во тимот добиваат плата и постојано нешто работат. Да. И овие оддели Борис Александрович Ивченко сите со тебе на вебинарот ги спомена. И спомена... Секој оддел го спомена. Можам да ги наведам презимињата по оддели. Кажи приближно кога велиш 28 луѓе доволно. Не, реков, 28 е вкупно што работат на проектот, 17 инженери, конструктора и така натаму. Еве 17, ако ги наведам по, сега ќе кажам колку оддели, тогаш излегува по 2 луѓе во оддел. Чекај малку. Тоа е ова, да, шема. Да, па, главниот конструктор Зубкевиќ, јасно. Оддел за перспективни технологии и истражувања. Тоа се Лобахин, Филипов, Денис, Хмел, двигателисти, Костков, Валеев, Косач, Шохов, Климов, Карлов, Хафизов и Арсланов. И на одделот за истражувања и развој на нови технологии и иновации во областа на авиацијата и космонаутиката се вклучени следните експерти и специјалисти кои работат на развојот на нови технологии и истражувања. Ова е најголемиот оддел, бидејќи двигателот, ротационата трансмисија и винтомоторната група излегува вака. Естествено, најважното во воздушната техника, не сметајќи ја системот за управување, воздушна система и слично. Оддел за земно опремување. Тука за сега има ваканција, не ваканција, туку човек кој е потребен, само малку подоцна и со него веќе има договор. Тој за сега не е во составот. Оддел за општи видови и обвивки. Тоа се Крлов, истиот Хмел, Миленин, Тимошенко, општи видови се како ќе изгледа дирижаблот, условно какво му е продолжението, висината, ширината, таму каде што висат гондолите, стојат моторите, воопшто компоновката. Оддел за бортска опрема Орлов, Милат, па и Филипов. Повторно уште еден. Да, тука луѓето се само пресекуваат, па ете. Оддел за конструкција на агрегати Вереагин Шохов. Шохов веќе го спомнав, тој е токму во трансмисиите. Израчунски теоретски оддел Каноненко и Рошков, оддел за индустријски дизајн и Рошков, но тука исто така за него засега има договор, но не е поканет. До промодизијанот малку подалеку, тоа е до крајот на ескизниот проект. Оддел за техничка документација и сертификација. Тука повторно две, па нема Стеренко и Горохов, па и Ивченко, ете, Борис Санч тука, и тој е во управувањето со сето тоа, да, каде Ивченко, Расланов и Константинов, односно јас, како представник на Солагвеб, како раководител на одделот за пронаоѓање и развој на проекти. Еве ги во целина сите оддели на управувањето, главниот конструктор и сите оддели.
многу оддели, многу вработени и излегува дека тимот не се собирал сега, тој беше порано. Сите овие луѓе се собирале сите овие 3 години колку што проектот се подготвуваше. Да, тука од новите луѓе, кои никогаш не се занимавале со дирижабли, се Лобахин и Филипов. Тоа е оддел за перспективни технологии и истражувања. Но овие луѓе се занимавале со наука цел живот и еве да се додаде свежа крв. Ова е работа што е задолжителна. Но иако се занимавале со други работи, дирижаблот не е само дирижабл. Што електрика тука, што електрика тука. Што двигател таму, што двигател тука. Воопшто, ти правилно велиш. Оваа екипа не е прв пат да се собере. Сите со сите одамна се познаваат. Да, и уште така забавно испадна тоа, што тимот се собра нецентрализирано. Што е најинтересно, тимот се собра децентрализирано. Излегува дека Ивченков, Зубкевич, Хмел донеле дел од тимот, а Руслан Арсланов, тој донел свој тим, тој веќе се занимавал со авиација. Излегува дека хеликоптерите, тие таму хеликоптери, па хеликоптерите се нарекуваа микрони, направиле, тој донел дел од тимот и во составот на тие тимови се луѓето кои помагале, не помагале, туку биле тие подизведувачи за создавање на деловите, а кај 30-тиот и кога се сретнаа тука, Кио, тоа сте вие, Кија, тоа сте вие, односно луѓето порано работеле заедно, но се собраа да, сите не од една страна, тоа е прво. А, уште, инаку, Милат. Милат е волк што вработен во Solar Group. Како тој тука дојде, за него ќе раскажеме одделно. Инаку, за него ќе излезе дури цел ролик, ние снимивме, тој токму раскажува кој е, да и како дојде кај нас во обнова, тоа е во некоја мера случајност, а можеби и не. Тој секогаш се занимавал со вештачка интелигенција, ние тоа го знаевме, а потоа, ете, се покажува дека развивал системи за управување за хеликоптери. А системот за управување плюс вештачка интелигенција, тоа е воопшто она што е потребно во современиот свет. Да, не само хеликоптери, туку и квадрокоптери. Хеликоптери во Иран, коптери во Америка и еве тука во Русија некако на дирижабли налетав. Инаку, излегува Лобахин, Филипов, Милат и Орлов. Орлов исто така порано не работел со дирижабли. Четворица веќе ги изброивме. Излегува дека дел од тимот дојде со основните дирижаблисти, дел од тимот дојде со Руслан, а Филипов Денис, кој е радиотехничар, преку него исто така дојдоа некои момци, кои порано се занимавале со компанијата Авгур и дирижаблите, а од 30 системите за управување по дирижаблите. Денис Филипов всушност е доста познат во тесни кругови. Има 25.000 следбеници на YouTube и тоа не се само луѓе кои гледаат некакви хип видеа, тој видеата никако не ги обработува, само видео експерименти и ги објавува без какви било коментари и така натаму. Таму има многу специфична публика и тој генерално е добро познат, да. И кога тој на каналот објави нешто за дирижаблите, сите почнаа да му пишуваат и еве, го гледале луѓе, излегува, кои исто така граделе од 30 тие самите, така што тоа нешто почна и воопшто тој ги повика во канцеларија, се сретнавме мудрено и така компанијата се собира од сите страни. Па, излегува дека тимот е собран, да, и работата веќе почна. Знам дека веќе е составен некаков план за година или колку, да, кој што ќе прави, можеш да споделиш со нив подетално или да, составен е не само план. Всушност, кај нас почна да се формира токму средината, внатре во која се развива барем стандардите на организацијата, според кој оди создавањето, структурирањето, чувањето, измената на информациите. Таа некако е административна, има конструктивна, има помошна, тоа е многу важно, бидејќи државата се состои од милион детали условно. Секој треба да има свое место, свој цртеж, своја верзија, свое име, пристапи до тоа. И јасно е дека зборувавме дека Тефлекс ќе ни го обезбеди сето тоа, но со Тефлексот тоа ќе биде некогаш не утре условно, а работата веќе сега се одвива и сепак, за да се стави нешто во Тефлекс, тоа нешто мора да се појави. Тоа значи дека е создадена оваа средина и правилата на играта, ако така се зборува, се создадени
и според правилата на играта, да. Работата веќе почна, се одвива во сите овие оддели, веќе се одвива работа, да. Кога луѓето беа ангажирани тука, основното условие беше дека луѓето се потребни само кога треба нешто да се прави. Тоа значи дека ако човекот е одличен и функциите му се прекрасни, нам за сега не ни се потребни, значи за сега не ни се потребни. И еве, ти зборуваш за планот, Вадим Зубкевич, прво беше создадена шема за деление на дирижаблот, јасно е, овој дирижабл е распаднат на основни делови, по овие основни делови токму се изградени одделите и понатаму во секој оддел тоа се дели подетално, воопшто, шемата за деление е создадена, одделите се создадени, условно сите разбираат својата зона на одговорност и е создаден план од моментот на денешниот ден, каде се наоѓаме, до моментот на полетување, тестирање и сертификација на овој апарат. И еве, овој целосен план веќе сите го погледнавме е усогласен. Сега се претвора во план график, па во оваа дијаграма да, но планот постои. Ако е интересно, можам дури и нешто од него да прочитам. Прво треба да најдам. Ајде, можеби не знам, можеби не е толку правилно да се објави во јавност. Дома би било интересно сите да погледаат, гледај сам. Па, тогаш може да се прочита нешто. Всушност, подобро е да, за да Зубкевич раскаже за етапите на работа, почетокот, траењето, резултатот, така изгледа табелата, започнува од ескизниот проект, дополнително објаснување за секој од овие аспекти, вклучувајќи ги сите важни детали и информации, со целосно разбирање на процесот и неговите фази. Многу таму гледам да, разни редови и колони и можеби. Ескизниот проект, определување на основните проектни параметри, прецизирана тежинска сводка, моменти на инерција, оптоварување на агрегатите, определување на аеродинамичките карактеристики, определување на динамиката на апаратот, конструктивна силова шема, суспензии, еве како што завршува ескизниот проект. Дизајн гондолата, надворешен интериер, пресметка на цврстината и издржливоста гондолата, конструкција силовата сопирачка, пресметка силовата сопирачка, работна станица, трансмисија силовата сопирачка, горивен систем, баластен систем, силова шема оперението, пресметка на цврстината и издржливоста оперението, силова шема шасијата, обвивка баланетот. Па еве така, прошетај по основните некои врвови. Воопшто, имаме чекор по чекор план, да, од денес до моментот кога апаратот ќе полета. Полета и се сертифицира како експериментално летно. Па, кратко, добива единствен сертификат. А дали точно има некои буџети веќе, колку што може да чини? Уште статусите во работа не се започнати и завршени. Тука од страната има. Еве финално тука оди завршувањето на договорот со сертификацијскиот центар за доделување на бордски броеви и добивање на сертификатот EFS. Да, ова е финалната фаза на овој план. За цените, бројките за сега не се појавиле. Ова е првиот апарат со подемна способност од 500 кг и дали овој апарат ќе биде беспилотен или не? Како и да е, многу ми се сакаше да биде веднаш беспилотен. Сепак, здравиот разум вели дека местото на пилотот веројатно ќе биде таму. И да, ќе биде со беспилотни системи и со место за пилот. На пролет, значи, следната година, 25-ти, ќе биде создаден макет во големина на овој дирижабл. На него токму Милат заедно со Орлов ќе работат на системот за далечинско управување, кој исто така и беспилотен систем СДУ, така го нарекуваат. Ќе биде создаден макет, таму ќе биде повторена геометријата на моторите, количеството на парчиња, потисокот во однос на неговото фронтално отпорување, подемот. Кратко, ќе биде целосно создаден макет за да се тестира системот за управување и тоа ќе се случува на пролет. Ако системот за управување се покаже максимално ефикасен,
безбеден и така натаму. Тогаш ќе биде одработено, ќе се создадат 2 гондоли за овој дирижабл. Една целосно беспилотна, односно тие ќе се создаваат веднаш, а втората опционално пилотирана. Ако системот за далечинско управување во онаа форма во која сега ја замислуваме не се покаже идеален, тогаш ќе се создава опционално пилотирана гондола. И тогаш овој систем за управување, така да кажам, ќе се доучува, подгледувајќи што прави пилотот во какви ситуации. И еве тогаш, по тоа, може да се направи целосно беспилотен апарат и да се пушти. Затоа ќе видиме. Под една страна ќе има математици и програмери кои ќе работат на вештачка интелигенција. Од друга страна, пилотот кој ќе проба да управува со апаратот. Ќе видиме кој ќе победи во оваа битка. Ова е вообичаена шема за создавање на беспилотник во авиацијата. Кога пилотот лета, прво пилот испитувачот, тој управува со апаратот само според своите чувства. Тој ги чувствува работите што се случуваат и некако го коригира однесувањето на машината со помош на органите за управување. А системот запишува, гледа што прави, во какви ситуации, и еве плюс минус така се обучуваат сите автопилоти. Но современиот пристап со истите тие дронови покажа дека може условно да се симулира многу работи на компјутер, да се додадат некои алгоритми за стабилизација и слично. И може веднаш да се создаде беспилотен апарат. И еве по таква шема. Сега Милат заедно со Орлов создаваат систем за управување за дирижаблот. Но Зуткевиќ рече, не ви дозволувам. Не ви дозволувам да го ставите на големиот апарат, ако не го тестираш на малиот. Да, без проблем. Ке биде создаден таков мал апарат на пролет, ке го тестираме на него. Колку приближно ќе биде долг метри? Не можам да кажам точно. Можам да кажам во кубни метри, но не можам да кажам во метри. Можам да кажам кубови, 100 кубни метри, 2-3 метри, не е јасно, да. Сепак, тоа е мал апарат, но воопшто, ако е 2-3-5 метри, тоа ќе биде доволно големо, визуелно ќе изгледа големо, сериозен апарат способен брзо да се забрзува, да маневрира и да носи корисен товар од 20 килограми, а може и до 50, приближно. Тоа е околу 2-3-5 метри и ќе биде доволно големо, визуелно ќе изгледа големо, сериозен апарат способен брзо да се забрзува, да маневрира и да носи корисен товар од 20 килограми, а може и до 50. Така е. Правилно разбирам дека на пролет ќе се појави таков беспилотен дрон кој може да носи 20 килограми. Например, може би да речеме некој товар. Нека биде тоа експериментален примерок. И така натаму, но да речеме. Например. Тоа не е експериментално, тоа е за подобрување на системот за управување. Да, за усовршување, но во основа може да се користи во комерцијални цели. Еве, може би ќе распределува храна, леташе по Москва или ќе достави некоја аптечка во тешко достапни места. Ќе видиме што ќе излезе од него. Кај дирижаблите, сепак, расте ефикасноста со неговиот обем. И навистина таков мал обем да биде дрон полесен од обичен на витлови, зошто воопшто е потребен дирижабл во таков размер. Прашањето е дали ќе остане во воздухот. Ако може да помине 500 километри, тогаш тоа е карта на ефикасноста на дронов. Па нема може. Тој биде беспилотен не. Да, тој ќе биде беспилотен и за усовршување на системот за управување. Ќе биде создаден, обвивката ќе биде направена од истиот материјал. Воздушногасната система ќе биде на истите вентили и вентилатори. Значи, тој целосно ќе го повторува големиот дирижабл. И тоа нема да биде само играчка, тоа ќе биде сериозна машинка. Играчка, да. Ми се чини дека има многу различни комерцијални примени. Ќе видиме. Тој ќе биде многу посериозен од апаратот што е создаден во Африка во соработка со французите кои веќе комерцијално работи таму. Тој ќе биде посериозен, многу посериозен. Дали треба да се применува на некој начин? Можеме да им го дадеме на африканците, ако им се допаѓа да пренесуваат медикаменти со мали апарати. Воопшто, знаеш дека товарните дронови, како што разбрав, со товарот летаат, дај Боже, 20 минути. Ако дирижаблот може да лета барем 3 часа, зошто ти е дирижаблот, нели?
Разбирам, тоа го знам. Ние во свое време сами се обидовме да пресметаме. Воопшто, првично имавме идеја да изградиме, потоа, кога почнавме да ги пресметуваме сите овие работи, решивме дури и да не градиме. Воопшто, идејата беше костум, се разбира. Не дека е железен човек, туку едноставно некое такво лично летачко транспортно средство на чисти електрични мотори. И да, таму не успеа да се постигне повеќе од 20 минути. Воопшто никако и решивме дека тоа не е многу интересно. Иако во целиот свет сега прават такви работи, ги покажуваат на изложби, велат еве, а за нашето сите молчат дека лета максимум 20 минути. Не дека некој не молчи, некој вели дека тоа не е сериозно, всушност 20 минути. Но едноставно ограничувањето до сериозно, всушност, да, тоа може да биде уште кај нас. Според ограничувањата во светот, кога влегуваш во автомобил, ти велат дека имаш само 20 минути гориво. Се чини како да е невозможно да се движиш. Но од друга страна, ако по воздухот со брзина од 150 по права линија се движиш некаде, 20 минути е сериозна дистанца. Може да е и нормално, само необично во однос на класичните транспортни системи. Но решивме да не правиме, бидејќи некако планиравме да собираме на импелерите. Како што спомнав, Артем Лобахин, кој инаку немаше никаква врска со дирижаблите, но тоа е единствениот човек во Русија кој создаде реактивен костум и летал на него. Да, имаше проект што не беше јавно достапен, но полека може да се открива информацијата. Може би некогаш ќе во покажена. У теми имаше костум, тука два реактивни мотори и на грбот еден голем. Интересно е да се погледне. Има ли видео? Такви луѓе со тим со таков интересен искуство. И, инаку, Артем, разбирам дека имаш желба да поканиш на вебинар. Може би дури и следната недела. Да, воопшто размислував дека денес со Артем ќе седнеме да дискутираме за тоа што го објавивме видеото во лабораторијата, покажуваше својата вакуумска система и како со неа ќе помага на проектот за дирижабли, создавајќи систем за чистење на хелиум, создавајќи прскање на различен материјал. Воопшто, конструктивците имаат идеи, но не беше јасно кој тоа ќе го реализира, бидејќи тоа се сериозни научно-истражувачки институти кои во моментов во нашата земја се во малку жалосна состојба. И еве, Артем има свој научно-истражувачки институт и тој целосно го стави на располагање проектот, рече, од вас просторот, од мене опремата, мозоците, експериментите, рацете. И се согласивме, да. И денес сакав токму за тоа да разговарам со него, а денес неговата ќерка има еден годинец и тие воопшто слават, така што причината е уважителна, можеби следниот пат. Па, се добива да дека напролет веќе овој апарат, да, и на него ќе се тестира системот за управување и тие, да, при успешни, да речеме, испитување ќе се применуваат на големиот апарат или делумно некако. Гледај, да, планирани се 2 гондоли. Ние, воопшто, правиме оваа модуларна система. Првиот апарат што ќе се собере, тој исто така е експериментален и тој во голема мера експериментално како лабораторија за тестирање на разни варијанти. Има идеи, на пример, тоа е гондола со неподвижен мотор, 2 ротирачки винта на ротирачка трансмисија. Тоа е едно, таму, условно не идеја, туку обработен варијант. Има вториот, тоа е неподвижен стационарен мотор, неподвижен основен маршев винт и тогаш електричен мотор, кој има ротирачки вектор на потисок. Тоа е вториот варијант. Третиот варијант е да се отстрани централната гондола, да се постават 2 мотогондоли и тука да се постават целосно ротирачки винтомоторни групи. Сувим картером и така натаму. Сите варијанти се добри на свој начин и беше тешко да се разбере на крајот што е наидеално и сфативме дека таква работа. Сите дирижаблисти кои некогаш направиле нешто, се обидуваат на брегот да прифатат некаква единствена концепција, свето започнуваат да веруваат дека таа е најдобрата и прават само неа. Например, како што направи Аирлендер, тие многу години пресметуваа аеродинамика, надворешниот облик на апаратот и така натаму, и пресметаа еден единствен летаечки модел кој сите можеле да го видат на интернет, просто не моват, типот, тоа е наше. Тие го собранија, го изнесоа на улица, ду на ветерче,
а Ирлендерот се преврте и падна. Тоа значи дека многу долго да се пресметува една формула и во неја да се верува. Тоа е секако добро, но кога работата се соочува со реалноста, можеш да тргне наопаку како што теоретизирале. Но оваа света вера дека треба да функционира, тоа е, кратко кажано, лошо. Сите форми се добри на свој начин, сите форми се важни. За различни задачи можат да бидат различни форми и не треба да се упираме во тоа дека градиме исклучиво класични сигарообликни. Дури и за сигарообликните постојат различни форми на тие сигари и за различна брзина е потребна своја форма условно, или градиме хибриден, а ако е хибриден, тогаш само таков или само такво. Кратко така не може да се прави, затоа што дирижаблите треба да се градат многу и сите ќе бидат различни. Тоа е како, условно, да изградиме автомобил, вие сите избравте еден автомобил, условно, тоа е седан и на тоа застанавте. Дополнително, пожелно е да имаме еден дизајн, претходно кај дирижаблистите имаше плюс-минус такво размислување кај сите на планетата дека треба да се избере еден единствен, да се создаде и да се масштабира. Но, седанот се разликува многу од фурата. Тоа не е само зголемен седан, условно, тоа е сосема друг автомобил. И еве, со дирижаблите ќе биде истото. И затоа, на овој прв експериментален апарат ќе има целосно модуларна конструкција, каде ќе бидат испитани бројни различни гондоли, таму ќе бидат поставени други перки и така натаму. Тоа ќе биде вистинска летаечка лабораторија. И неколку модификации ќе доведат до некој условно оптимален завршен изглед, кој веќе е приближен до комерцијалниот. И на овој оптимален завршен изглед веќе ќе стои оваа система за управување. Ти велиш дека ќе биде таму или не, таму веќе точно ќе биде. Основната или дублирачката ќе зависи од модификацијата. Тоа значи дека може да биде како основна, ако тоа е гондола на целосно беспилотен апарат, или како дублирачка, ако е опционално пилотирана, односно ако е потребно, за да одговорната личност изврши одговорна задача и таму не може целосно да се доверува на машината, тогаш оваа система сепак ќе биде присутна и ќе помага, следи и некако ќе взаимодействува. Па, се добива дека овој план веќе е практично распишан по точки до моментот на лансирање на токму овој апарат од 500 кг и е јасно кој што ќе прави, вклучувајќи ги сите детали и аспекти. Дополнително објаснување за секој чекор е обезбедено. Да, но овој план исто така е на повисоко ниво, но е доволно детален. Да, таму има многу задачи. Па, сега таму природно секој пункт ќе се разбие на подпункти и тоа ќе се стави на временска линија, а во системот за следење на задачи, сето тоа на крајот ќе се претвори, например, и така натаму. Има ли интересно што случуваше оваа недела? Обидувам да се сетам. Имаше ли некакви тестови во лабораторијата? Во лабораторијата не се запираа тестовите. Создавање, оптимизација на оваа система, која спроведува експериментот за стратосферен пикфлет. Таму тестираа неколку радиосистеми. Експериментот помина успешно. Експериментот покажа дека дел одработи, а дел не работи. Засега не го формиравме целосно извештајот за експериментот, требаше да биде готов до денес, но не е готов, така што следниот пат ќе излезам со извештај и таму ќе раскажам подетално што се случи, што тестираа, воопшто, чекам извештај. Така, во лабораторијата се чини, тоа беше еден експеримент, ќе има уште втори и трети, до лансирањето на долгодрифувачкиот апарат и се подготвува за тоа, природно. Така што лабораторијата не се запираше. Ние ја нарекуваме лабораторија, но всушност тоа не е лабораторија, тоа е оддел за перспективни технологии и истражувања. Во овој оддел се чини има лабораторија или не баш така? Се чини дека овој оддел има мало просторија, каде што може да се создава нешто не на компјутер, туку во материја. Работни маси, лемилници, некоја ситна опрема, бидејќи целата голема опрема, која има Руслан, не е во канцеларијата.
Говореше сега за форми, правилно разбирам дека различната форма, во принцип, со што се разликуваат овие форми. Зошто кај едни, како што се вели, е сигарооблик, кај други, како што рече, летаечка задница, кај трети некој се обидува да направи чинија и некој на својата форма вели дека нашата е најдобра, а ние ќе имаме различни, тие се за различни задачи или во што воопшто е смислата да ги правиме различни или исти. Па, воопшто да, за различни задачи, некои, така да се каже, ползадачи може да се извршуваат на таква форма. За некој друг ползадачи подобро е да се промени формата. Воопшто сите ја менуваат формата. Има неколку причини. Прво, кога во целина некој имал идеја, да речеме, да создаде дирижабл, бидејќи го полниш со хелиум, тој подига некоја маса и целата таа работа виси, не трошејќи гориво. Потоа, супер, да се подигне во воздух, не трошејќи гориво. Потоа, кога почнуваат да го проектираат, мислам, таков условен волумен може да подигне таков товар. Првично, волуменот е условно сфера, но кај сферите, од десно налево почнуваш да дуваш, разбираш, има голема површина, сферата треба некако да се истегне. Ако ни треба да летаме напред, за да лобното отпорување биде помало, сфера се истегнува, добиваш колбаса. Добиена е колбаса, летаме некаде напред. А кај колбасата се чини веќе има некаква аеродинамика. Се појавува, ако оваа колбаса, сигара, извинете, се подигне за полтора степени и малку носот нагоре, тогаш веќе се појавува аеродинамичка подемна сила. Тоа значи, ако самиот хелиум може да подигне условно 100 тони, тогаш при следењето на маршрутата и подигањето на носот за полтора степени, дополнително се додава аеродинамика значително. Точно во бројки не можам да кажам. 120, значи со аеродинамиката. Ние сепак летаме напред. Да, летаме напред. Може би малку ќе ја измениме сигарата за да биде поаеродинамична. Ќе направиме за да подигнеме уште малку. Не 120, туку 150. И почнуваат промените. Почнуваат да прават аеродинамична форма. Аеродинамичната форма во летот е стабилна, например. Таа станува така бидејќи е аеродинамична. Но при статичка, например, кога само стои, сепак функцијата на дирижаблот е една од да подигне некој товар и да застане, статички да ја уравновеси формата веќе станува потешко, бидејќи не е создадена за статиката, туку за динамиката. Тоа е едно. 2. Има уште идеја, типот, бре, голема колбаса, значи треба да подигнем 100 тони, направивме сигара, 100-тонска сигара изгледа огромно. Како може да се намали? Па, да пренесеме малку од статиката на динамиката. Тоа значи, од 100 правиме не 150, туку тука го намалуваме на 70, а 30 ги земаме со аеродинамика. И повторно, сигарите се видливи, формата се менува во некоја условно хибридна. Но хибридниот, повторно, изборот на брзина зависи. А на која брзина ќе летаме? Ако на брзина до 100 км, често една форма, природно аеродинамичка, на 200 тоа е друга, до 300 тоа е трета, но тоа веќе е таква форма. Внатре формата условно има луѓе кои радикално размислуваат, тие велат, еве сигарите, тоа е таква работа, има одреден волумен, а ако направиш диск, тој ќе изгледа значително помалку визуелно, волуменот ќе биде истиот. Тоа е размислување за намалување на димензиите. Треба да го направиме помалку. Зошто? Небото е огромно, има многу од него и таму е слободно во целина. Може да се прават огромни работи. Но, постои такво размислување, треба да се направи дискообразно. Тоа е дискообразно, било кое, дури и сигарата се обидува да се преврти вака. Тоа значи, ако има некој волумен на нешто, што треба некаде да исплива, тогаш се појавува најдолгата оска, по која градиентот сака да се распределува со максимална разлика. Затоа, топката не може да се распределува никаде. Оските во сите насоки се еднакви во однос на неговите страни. Кај сигарата има само една оска, таа се обидува вака да исплива и е полесно да се стабилизира. А кај дискот,
Тоа не е некоја оска, туку цела рамнина и тој се обидува да исплива со која било од овие страни. Тоа значи, ако кај сигарата има само два варијанти, или така сака да исплива, или така. Ти тука товарот го закачил, став веќе не може да направи ништо. А дискот е уште потешко да се стабилизира. Па, од таму доаѓаат сите овие, а да направиме диск, а да направиме хибрид, а да направиме не сигара, туку двојна сигара. Сето тоа се некакви желби, во основа неповрзани, но забавно со задачата. Тоа значи, ако се поставуваше задача да се реши одреден проблем, решението на одреден проблем, на која било математичка формула, најверојатно има околу едно решение. Ако не се сметаат системите на равенки, матриците и слични работи, и дирижаблот се гради според задачата. Ако треба да се создаде аеродинамика, која носи одредена тежина на одредена висина со одредена брзина, тоа е еден апарат. Да, ако тоа е нешто тешко, околоземно и ефтино, тоа е сосема друг апарат, тоа е класична форма, јасно е и така натаму. Сите се обидуваат да создадат, например, веројатно некој уникатен и идеален таков, знаеш, ми се чини уште и на вистина, например и така натаму. Сакаат да направат обавезно необичен, затоа што воопшто создавањето дирижабли не е ефтина работа и, па, треба да се привлечат инвеститори за такви проекти. Предприемачите кои ги прават се обидуваат да направат, главно да биде таков, главно да не биде обичен сигарооблик, туку главно да биде убав. Ете тоа е дирижаблот. Тоа е воопшто вирус, не знам како да го наречам, психичко нарушување во целина на општо планетарно ниво. Пред тоа, инженерите се занимаваа со конструкцијата на автомобили, сега дизајнерите и тоа е многу страшно, многу страшно. И овој вирус се прошири насекаде, вклучувајќи ги и дирижаблите. Сега дизајнерот нешто нацртал. Тоа значи, не инженерот ја решава задачата како што сега изградивме целата система. Нашите инженери ќе решаваат задачи, а тука дизајнерот создаде убав објект. Има закони на физиката со кои е тешко да се спори. Сега, малку тоа што треба да лети, треба и да се собере. А ако зборуваме за некој сериен производ, тоа е уште и скапо. Покрај тоа, да. Со автомобилите, иста е ситуација. Па да, еве Мерцедес од условно пред 20 години и многу поквалитетен од она што сега излегува. И моторите. Во целина имаме инженерска деградација, ако кратко зборуваме. Создавањето на мотори со внатрешно согорување е многу потешко од електричните мотори. И еве, што започна тенденцијата на исчезнување на сите и типот нафик 2 да префрлиме на електричен погон. Од една страна, веројатно е поеколошки. Да. Но од друга страна, ја гушиме таквата инженерска школа. Неверојатно моќна. Просто ја поедноставуваме. Па да, тука секогаш е прашањето, што е напред? Некое правилно инженерско решение или можноста да се заработи повеќе? Секако, ако ти некоја компонента излезе од строј, ќе заработиш повеќе, себестојноста ти е пониска. Правењето од такви делови кои никогаш нема да се расипат, па да, по логика, од аспект на бизнисот, изгледа дека нема смисла. Има пазар. Пазарот вели, ако машината се расипе по 3 години, тоа е нормално. Првите 3 години, но подобро е да не се расипе, инаку ќе има репутацијски загуби. Некој како да се прилагодува на конкретни рокови, како Фјодор, ти уште рече дека покрај сите овие работни прашања во канцеларијата сега тече активна подготовка на конференцијата. Можеш во 2 реченици да кажеш што да очекуваме, каква информација ќе има, кој од новиот тим ќе дојде таму? Таму ќе дојде целата аеронска екипа. Тоа значи дека може да се дојде на конференцијата и да се запознаеш со сите тие луѓе за кои постојано зборуваме, кои се видливи на вебинарите. Еве, сите што денес ги спомнав на глас, таму ќе бидат сите. Сите дирижаблисти, може да им се постави некое прашање. Да, може би ќе има и повеќе, момци, затоа што кога се собираше доаѓа и луѓе од странство. Да, и сосема е веројатно дека многу луѓе ќе дојдат. За сега не можам да зборувам. Еве денес Борис Александровиќ. Воопшто,
Академијата на науки за авиација и воздухопловство е многу заинтересирана за соработка, за заедничко промовирање, развој и така натаму. Ако се ни се сложи, ќе подпишеме со нив, а најверојатно ќе ни се сложи и ќе подпишеме, тогаш и тие ќе бидат. Ништо не реков. Па ти рече Тивко никој не слушна. Да, во кратко, добро. На конференцијата ќе биде целата екипа. Повторно ќе се запознаеме со сите, ќе разбереме кој е доктор, во кои науки, какви патенти имаат. Уште еднаш ќе раздвижиме темата што се дирижабли и зошто се потребни, ќе анализираме што се случува во светот во целина и каде е местото на дирижаблите, ќе погледнеме повторно на конкурентите, ќе разбереме со што се занимаваат и зошто не се наши конкуренти и со што ќе се занимаваме ние. Ќе декларираме патни мапи и ќе ја демонстрираме нашата подготвеност за целосен старт. Дополнително ќе се обидеме да ги разбереме сите аспекти на нашата работа, темелно и детално, за да можеме комплетно и целосно да се подготвиме за иднината. Ќе се фокусираме на сите детали повторно и уште еднаш, за да бидеме сигурни дека ништо не е пропуштено. Ќе ја разгледаме секоја можност и ќе ја искористиме секоја шанса за подобрување. Други зборови, на конференцијата ќе има информации не само за проектот како што беше порано, туку и за дирижаблите. Не само што ќе зборуваме, туку и ќе одговориме на сите ваши прашања, а има и можност да се запознаете со екипата. Затоа, ако темата за дирижаблите ви е интересна, а сигурно ви е интересна, откако сте на овој вебинар, задолжително дојдете. Единствено, не знам колку места останаа. Денес ги доформировавме списоките, таму точно, поточно како сега потврдуваат повикување на сите оние што се регистрирале, кои сакаат да дојдат и утре точниот број веќе ќе биде јасен. Таму веќе има 500. Ние, веројатно, ќе регистрираме малку повеќе луѓе од 500, затоа што некои од оние што рекоа дека ќе дојдат, сепак нема да дојдат. Пријавите изгледа се под 1000. Пријави под 1000, да. Места има 500. Да, 500 места, пријави. А под 500 веќе потврдени пријави. Изгледа нема места. Не, изгледа сега треба да се разјасни кој одлучил да дојде плюс 1, точно дури треба да се разјасни и некои листи денеска токму се проверуваат, можеби уште утре ќе се проверуваат, но места како да нема всушност. Но регистрацијата уште постои, затоа што како што реков, уште се јавуваат, па регистрирајте се ако сакате да дојдете, но ако местата не ви стигнат, значи не ќе стигнат, а ако стигнат, ќе дојдете. Иако некој може да дојде без регистрација, и ние веќе така размислувавме, но гледајте, инаку нема каде да седите. Да, доаѓаат и без регистрација директно на рецепција, влегле и поминале таму. Да, така се очекува рекордно количество луѓе кај нас. Да, и што е забележително е тоа што обично неколку дена пред настанот започнуваат активни регистрации, а сега има уште 10 дена, а веќе има 2 пати повеќе пријави отколку места. Пријавите имаше повеќе отколку места, според мене, воопшто по 2 недели откако го објавивме првиот пост. И, инаку, откако веќе зборуваме за конференцијата, токму таму видов еден од прашањата ќе бидат ли овие дирижабли што ги имаме зад нас на продажба на конференцијата, но за жал, токму такви не ќе бидат, веројатно дирижаблите воопшто. Да, за сега нема да се продава никаков мерч, но обично на конференциите не продаваме ништо, обично тоа може да се добие. Како што рече Федор, сега се развива фирмениот стил на компанијата и кога ќе биде готов, во принцип може да се продава или да се дарува нешто од компанијата. А ова е да или не се гледа, само падна гледај. Да, кој така специјално го положи. Некој. Да, гледам, таму лежи. Да, и мерчот, тоа е всушност бренд. Јасно е, потребно е, важно е, но не толку. Ако навистина ви требаат мерчи, коментирајте, пишувајте во Телеграм, ќе ви направиме. Веќе гледам прашање, како ќе се користи термостатика во новата генерација дирижабли. Ако прашањето е за загревање и ладење, тогаш ќе се користи. За загревање ќе има неколку системи. За ладење исто така ќе има неколку системи. Со ова е за промена на пловноста. Малку подетално подоцна,
Па, од користењето на топлината од моторите на генераторските установки до загревање, плазматрони и слично. Исто така прашаат за покрај дирижаблите, дали ќе има некакви магнети, значки и друга сувенирна продукција со дирижабли. Ние ќе имаме мали подарочни сетови за учесниците на конференциите. Што се однесува до значките со дирижабли, такво нешто не беше планирано вдор, или ќе успееме да направиме. Јас одговарам на другите прашања од страна на компанијата да. Просто вие за овие прашања комунициравте, имате идеи периодично. Сакам, ако правиме нешто, сакам да направиме квалитетно. Тука ја објавија конференцијата, некако снег на глава, останаа 10 дена, нема. Што мислите, дали ќе успееме да направиме квалитетно за 10 дена? Така, пријатели, така или онака, преминуваме на прашањата, па пишувајте ги вашите прашања. Јас ги читам на YouTube, на Вконтакте. На YouTube подобро пишувајте. Еве ги тука сега ги гледам, но може и вие на Вконтакте. На сите прашања сега полека ќе одговараме. Федор, или може би сакаш да додадеш нешто за новостите од она што се случи? Офисот се запознава со нешто живо. Ова наскоро операторот ќе ви го покаже. Операторот се вика Владимир Владимировиќ. Со него исто така наскоро ќе се запознаете и наскоро ќе се запознаете. Ајде на прашањето. Прашаат за тајниот гостин, кој го анонсиравме, не дојде. Прашаат дали нешто се променило, тајна, каков гостин е. Да, просто таму има човек, неговото презиме веќе го спомнав. Во кој оддел не ќе кажам, оти е таен, нека остане таен. Да. Ако тој настапи на конференцијата, ќе го забележите, а тој ќе настапи. Така, со какви основни предизвици се соочува тимот сега при реализацијата на проектот? Има ли такви предизвици, например, па или можеби во блиска иднина нешто сложно, интересно? Во целата авијација, барем во руската, најосновниот предизвик е моторот. Сможе да се проектира пропелери, трансмисија, кукишта, се што сакаш. Електричен систем, систем за управување. На што ќе летаме, што ќе биде со моторот. Основниот прашање кај сите, кај нас во Русија со авионските мотори е вистинска заплетканост. Знам дека сега, но тие генерално скоро секогаш биле овие нирови и окрови за создавање на мотори и во сам Баранова таму роторниот авионски мотор се тестира на стенд, дел од кој Руслан токму го изработил, ако не и целиот. Па поточно, целиот го изработил за себе, а ние правевме аурусовскиот мотор, нир за изменување во авиацијата, за преработка, исто така, некако не зборуваат толку гласно за тоа што нешто успеало. Уште една компанија, заборавив име, тие наводно инженерирале европски авионски мотор. Велат дека сега ќе биде, сите се фрлија, од хеликоптеристи до авион G, чекаат на овој мотор. Ние исто така, се разбира, се ставивме во ред, имаме решение, всушност, веќе имаме директно на складовите мотори, фактички кај Руслан, кои ќе се користат на Нова 2 на овој апарат. А има задел за следните апарати, но во целина системскиот проблем, тоа се моторите. Ние веројатно ќе ја решиме во рамките на нашиот проект самостојно. Како токму, дали Русија ќе добие нов мотор благодарение на нас, кој ќе ја спаси индустријата? Ќе видиме. Да, но проблемот треба да се реши. Ова е навистина проблем. С друго е така задачки. Токму така, јас видов прашање за моторите. Кој тип мотор ќе се користи? Значи, има решение, да, и конкретно, може ли нешто да се именува? Кој тип мотор ќе се користи? Тогаш треба да се уточни прашањето на кој конкретен апарат. На оној што ќе го градиме,
Сосема првиот макет е точни електродвишки, буд кинески, таму ништо не треба да се изнаоѓа, ги има доволно. На апаратот, кој ќе биде 2000 кубен, веќе има разбирање, значи имаме конкретен мотор, кој ќе го ставиме таму. Има неколку мотори, тоа е автоконверзија, разбирливо, бензин, значи има неколку авионски мотори, се чуваат на склад на авионско гориво, се разбира, има и стари мотори, прага, како што изгледа стари авионски мотори пред војната, тие исто така можат да се користат, тие исто така се тука, но ние сите воопшто ќе летаме, ске видиме. Ако моторот, на пример, во двехилникот е поставен, поточно, винтот маршал е стационарен, тогаш се додаваат електрични мотори, ротирачки за промена на векторот на потисок. Овие мотори веќе дури со овел машем ја имавме првата средба. Разбравме дека, возможно, мотуковските ќе бидат доволни. Значи, тоа веќе е и бензински и електричен комбиниран. А ако прашањето е кој мотор во целина, тогаш прашањето е такво. На секој тип дирижабл своји мотори. Тие ќе бидат многу и разни. Мотори кои ќе се користат како генератори за полнење на батерии, за напојување на електромотори и мотори кои ќе учествуваат во интомоторните групи. И не само поршневи, не само ротирачки. Така, кога ќе заврши етапата на ресел и дали ќе не предупредите однапред? Однапред, секако, ќе предупредиме, но точните услови и кога тоа ќе биде, ќе ги објавиме непосредно на конференцијата на 16 ноември, значи, приближно за една недела веќе целата информација ќе ја имате. Така, проектот јахта под брендот Ares остана во плановите или не и дали ќе видиме воздушна јахта? Договорот со Ares не исчезна, тоа што планираме да изградиме под брендот Ares, оваа јахта е се уште во тек и дополнително ќе се развива. Но многу голем број на прашања решивме сепак првично да се фокусираме на овој 2000 кубен мотор, а со Ares имаше договор за 4000 кубови кој исто така останува важечки и активен. Решивме сепак првично да конструираме 2000-ник за да, како што веќе реков, направиме серија експерименти. За да следниот веќе биде идеален, за да веќе биде сјасно. Воопшто, од просто до сложено. Така што, штом ќе разбереме дека понатаму нема ризици и може да се движиме со Ares, бидејќи Ares за председателот да направи условно дирижабл кој првиот блин најчесто е ком, и веднаш да го направиме златен со Ares, така да, воопшто може да се каже. Ризична. Да. Ќе биде ли преминот на првата фаза на 16 ноември? Не, на 16 ноември ќе објавиме токму условите за премин на првата фаза и, секако, со други зборови однапред ќе кажеме за тоа. Или датум дури веднаш. Апсолутно не разбирам за сметка на што подемната сила која влече нагоре 200 тони, ако без оптоварување, која ќе го задржи од подем, која сила ќе го задржи. Ова е вечното прашање на кое веќе 700 пати одговориле. 701 веројатно во 1701 ќе мора да се одговори. Тоа што има многу различни системи, тоа е најглавното, не најглавното. Јасно е дека ова е едно од најважните прашања, тоа е измената на пловноста на дирижаблот и постои систем на активна бластировка, а во тие системи има подсистем и многу работи, почнувајќи од загревање, ладење, стиснување, разредување, па до истиот баласт. Првите дирижабли сите ќе бидат без баласт и систем за истовар и натоварување, тоа е една од тие сложени задачи со кои ние се справувавме практично секогаш. Јасно е дека на различни начини и на свој начин, современиот дирижабл ќе ви покаже чуда на инженерството, дека се можно.
Јасно е дека во моментот, веднаш, ако дирижаблот истовари 200 тони, ќе биде влечен нагоре со бесна брзина. Инаку, брзините, всушност, се доста сериозни и тоа може да се користи како корисно, може да се користи не само во дирижаблите, туку и во други системи. Кога дирижаблот се истовара, јасно е дека му е потребно време да се истовари, да застане, да се пренасочи и потоа да продолжи да лета. Еве, 200 тони така да се фрлат или 500, тешко е воопшто да биде можно. Тоа треба да се случи за да се истовари така лесно. Но воопшто постојат системи кои ќе го задржат, дури и ако биде доволно брзо. А еве, сакав да кажам, завис. Не се сеќавам на димензиите во обемот на обвивката. Мала обвивка, па типот, па повеќе од 2000 кубни метри. Треба да прашам Дмитрија Сергеевича, тој ми раскажуваше за тоа. Во кратко, по чувствата, мала е, сигурно не 200 тони. Еве, мала обвивка, вертикализирана така нагоре, и ако ја пуштиш, нека плови. Тоа значи дека е без гондола, без оптоварување, с просто обвивка, условно, која стабилно ќе се подига нагоре. Какви брзини може да достигне? Прашање. Ако имате идеи, пишете во коментарите, пишете во чата. Но ќе кажам веднаш, искрено сум во шок, какви брзини може да достигне. И тоа може да се користи многу интересно. И исто така, прашањето, сега прочитав, ние зборувавме за етапите, значи како ќе се појави првиот дирижабл до крајот на сертификацијата. Какви воопшто испитувања поминува дирижаблот пред да излезе, да речеме, на пазарот или, еве, беше напишано на пазарот, да, веројатно за да може да се користи, значи воопшто сертификацијата вклучува. Па тука е подобро да се погледне вебинарот со Ивченко Борисом Санчем. Еден од првите вебинари. Тој токму раскажуваше за сертификацијата. Всушност, испитувањата започнуваат веќе сега. На овој дирижабл кој дури и не постои. Секој систем, секој мал модул се тестираат на земјата многу пати. Ако е тоа нешто купено на авијацискиот пазар, да го наречеме така, тогаш веќе е тестирано 1000 пати. А ако е нешто ново, треба да се тестира според методите и нормите, да се донесе специјализирана компанија која го тестирала сега уште еднаш. И само потоа ќе дозволи да се користи оваа уред или модул во составот на леталото, и така секој систем се тестира на земјата прво многу пати, потоа с тоа се собира, започнуваат фабричките испитувања, па отприлика така се нарекуваат кога прво се проверуваат сите системи, тој стои таму во хангарот, се проверува првиот лет, летот со пилот експериментатор, пилот испитувач, експериментатор. И кога условно производството разбира дека од сите веќе тестирани агрегати на земјата, фабричките испитувања успешно поминале. Потоа следува официјалната државна процедура, комисија, тие го земаат апаратот и сами летаат со него и го тестираат според овие норми и методи. И само потоа, враќајќи го апаратот, велат дали поминал испитувањето или не, дали може да се добие сертификат. Но уште испитувања за каква сертификација? Ако е тоа сертификат за единечен примерок, тоа се едни испитувања, ако е сертификат за сериен, тоа се други испитувања, ако е сериен на кој ќе летаат луѓе, тоа е трето испитување и кои конкретно ги поминуваат. Пас до уништување и можат да уништат уште не еден апарат. Разбирливо е дека ако за државата се изградат само два, тешко дека и двата според процедурата ќе бидат уништени, но еден сигурно. Најдобро е да погледнеме вебинар со Борисом Санчем или ќе му го повториме ова прашање малку подоцна, кога тој веќе ќе раскаже какви испитувања планираме. Од кои материјали, на пример,
Најчесто се користат за производство на обвивката на дирижаблот. Треба да се погледне вебинарот со Вадим Зубкевиќ, кој беше минатиот четврток. Тој баш добро раскажа за материјалите, за ткаенините. На обвивките, повторно, најверојатно се мисли на дирижаблот. Постојат и цврсти. Најчесто се применуваат, прашањето е каде воопшто често се користат дирижаблите. Да, таму генерално има одредени ткаенини, арамиди, кевлар и други ткаенини. Ткаенините се импрегнираат со состави кои држат газ, состави има неколку и најверојатно, поточно, најверојатно, а за сега така е. Така, што сите имаат приближно иста формула, тие ја земаат оваа ткаенина, ја импрегнираат со овој материјал, тој условно ја држи ултравиолетовата светлина, а одозгора ја покриваат со нешто за да ја задржи ултравиолетовата светлина. И така, сите својства се добиваат: механичка цврстина, доволна пропустливост на газ и заштита од ултравиолетова светлина. Ве молам, обратете се на претходниот вебинар од четвртокот со Зубкевиќ за конкретно име на ткаенината, нивните технички карактеристики и со што тие импрегнираат. Постојат. Тоа се воопшто прифатени, најчесто користени, како што беше поставено прашањето, но се користат малку каде во реалноста, бидејќи ржавите дирижабли малку кој ги гради во целина. Сега само почнаа да прават и, па кинезите, истите тие ерлендери, се обидуваат да одат по утврдениот пат. Постојат експериментални ткаенини кои се правеле во советската и руската космонаутика за апарати слични на дирижаблите, само за други планети, за Марс и Венера условно. Таму има сосема друга формула и постои предпријатие кое сега ги поседува овие формули. Тие процеси се подготвени да се воспостават и тоа ќе биде материјал поинтересен од вообичаениот. Него ќе го правиме, ќе видиме што ќе излезе од тоа. Најверојатно ќе може да се влезе во шумата со забрзување, да се раздвинат дрвјата и нема да му биде на обвивката. Но тоа е што се однесува на меки дирижабли. Всушност треба да се градат цврсти. Меките се таков интермедијарен етап. Тоа се мали апарати. Сепак е поинтересно од што ќе биде цврстиот. Таму исто така има разбирање. Кога ќе се градат цврстите? Аронова ќе започне да проектира цврст дирижабл. Веројатно ќе бидат од следната година. Тие ќе бидат различни во подемноста, кажеме цврст, тоа е од колку тони подемност, приближно до 500. Не, па воопшто може да се прави цврст од 10, да, ќе биде приближно таков како овој 2000-ник. 2000-никот е мек. 2000 кубни. 2000-никот мек сепак е малку мал. Но тоа е оптимално за да се испита и да се изработи шема. Еве 10 тонец. Там ќе биде применета истата шема, но системот за управување. Исти физички и механички принципи. Тој веќе ќе биде цврст и на него ќе биде разработена технологијата за создавање цврст, прво конструкцијата плюс технологијата за производство. Тој ќе биде малечо. Од 10 може да се започне, а потоа 50, 100, 200, 300, максимум 500, повеќе не вреди. Ќе има ли нова 2 и нова 4? Таков е прашањето. Ако зборуваме за Орас, ќе има нова 2 и Орас. Орас исто така ќе биде мек. Дали подводните бродови имаат исти принципи на потопување и издигнување? Тука повторно треба да го повикаме Владимир Зубкевиќ во студиото. Па како, таму работи силата на Архимед, природно, таму таа. Се добива густината на средината, има густина на објектот сместен во средината и еве има волумен, разликата во густините и еве појавата на силата.
или подемна сила, таму Архимед или тој тоне. Условно зголемувајќи ја просечната густина на објектот, односно зголемувајќи ја просечната густина, додавајќи, на пример, вода во подводната лодка, ослободувајќи ја водата со воздух, ти ја намалуваш, се добива просечната густина, а таа почнува да издига. Силата на Архимед, да, таа работи и таму и таму. Конструкција кога долниот дел е тврд, а горниот мек. Полутврда шемада. Има опција кога само гондолата се наоѓа на кила, а со останато е меко. Не е лоша опција кога гондолата и тука е тврда конструкција по форма како чамец и сето тоа е обвито со вреќа од озгора, меко, но тука треба да се разбере дека целата сила на овој подемни газ сепак се потпира нагоре. Да, и што оддолу е тешко, ќе се закачи, сепак држи, се добива дека целата ткајнина ја држи силата, таа е насочена нагоре и токму ткајнината ја држи целата маса, затоа е подобро сепак некои, ако долниот дел е тврда, да се постават некои тврди елементи нагоре за да се растовари токму обвивката, инаку целата маса се држи на обвивката, односно на цврстината на ткајнината и еве, тврдината оддолу е како да е добра, да. Дирижаблото нема да се деформира од тоа што ќе закачиш нешто тешко. Но сепак, целата оптовареност оди нагоре. Желателно е некако да се отстрани од таму. Килевата греда се прави главно за да мекото дирижабло не се деформира од тежината што ја ставаш на него. Да се направи чамец исто така може да има смисла, но полесно е веднаш да се собере тврдо. Таков интересен прашање. Имаше ли идеја за одвојувачка гондола квадрокоптер? Тоа е дирижабл беспилотник со товар, гондола беспилотник со екипаж, го стигнува, се закачува, влече, таков конструктор. Сега, една од сменливите гондоли Кнови 2, Дмитрий Сергеевич Хмел ја проектира како свој личен проект. Тоа е токму гондола и квадрокоптер. Тоа е аеротакси на 4 пропелери, која може да лета и без дирижабл. Но, повторно, недолго, како што дискутиравме порано. Аеростатичкото растоварување во вид на самиот дирижабл од озгора ќе овозможи да се зголеми времето на ова аеротакси. И во случај на некои нестандардни ситуации, ако сепак се случи нешто со оваа воздушногазна система, апаратот самостојно може да се одвои и да слета. Тоа е едно. А две. Ако се случи нешто со витлата, условно со моторите, тогаш на хелиумот тој исто така мирно се враќа назад и слета. Тоа значи, во случај на некое настанување, патниците можат да се одвојат од балонот и да слетаат. Да, има системи за парашутско спасување во лесните авиони. Ако нешто не е во ред со авионот, веќе не е толку страшно, како што беше порано. Парашутот се отвори, да, авионот удри во земјата, но затоа сите преживеаја. Дали? Да, авиони и хеликоптери ставаат на лесни, а на лесни јага. Да, и такви системи може да се стават и во гондоли. Но генерално нема смисла многу да се замараме со минијатурни дирижабли, да, на почетокот на самиот проект. Побрзо е да се оди кон поголеми и посериозни дирижабли, а потоа да се враќаме на малите. И да се реши какви ќе бидат, на пример, иако можеби на почетокот на проектот и така натаму. Големи дирижабли или воздушни бродови може да се прават со овие приклучени квадрокоптери. Исти тие лични аеротаксии, на пример. Овој голем дирижабл оди некаде далеку и плови од градот. На него слетаат луѓе кои се приклучуваат на него и сето тоа постепено и полека се претвора во една целосно интегрирана система која таму дава потисок во една насока. Тоа е фантастика секако, но од аспект на инженерството, сето тоа е можно. Ке погледнам прашање на каналот Solar Globe, ке градиме одморалиште на Алтай, дирижаблите веќе се вклучени во планот на екосистемата. Во текот на тоа, да, сакав. Исто така, да го прочитам овој коментар и за овој проект. Да,
Ние лично комуницираме треба да се изгради туристички дирижабл за секој регион. Оваа идеја токму дојде одсде. На овие прашања веќе одговоривме, тие се повторуваат и не носат нови информации. Тогаш, прашања нема за ДНСС. На 10-15 прашања одговоривме. Не гледам нови прашања, но изгледа ништо не пропуштив. Дополнително објаснување и повторно разгледување на прашањата не е потребно, бидејќи сите важни точки се веќе покриени и повторно потврдување не е потребно. Пред да се разделиме, ве потсетувам да ставите лајк веднаш, направете репост, испратете линк до вашите пријатели. Денес имавме многу вести што ви ги раскажавме. Не заборавајте дека веќе за недела дена приближно можеме да се видиме лично со мене, со Фјодор и со сите учесници од тимот и Solar Group и Аронова и секако Саволнаш. Тие исто така ќе бидат. Не знам кој точно ќе биде. Знам дека точно ќе биде Александар Сударев. Останатите, воопшто, се надеваме дека и другите луѓе ќе дојдат повеќе, за да можете да комуницирате со нив. Така што ве чекаме, ве покануваме, таму ќе се видиме. Фјодор, може би сакаш да додадеш нешто? А за оние кои не можат да дојдат, ќе има директен пренос од транслацијата. Не се грижете. Информацијата ќе биде, секако, видеа ќе има, фотографии ќе има, но во живо секогаш е поинтересно. Ако имате можност, дојдете. Во целина за денес на сите благодариме. Благодарам сите.